Масовен одзив и поддршка од сите граѓани, но и од кандидатите кои не поминаа во првиот круг, побара председателот на СДСМ Венко Филипче во последното обраќање до јавноста пред вториот круг на локалните избори во недела. Побара да гласаат за локална власт, што ќе биде вистински сервис на општините и за кандидати чија врата секогаш ќе биде отворена за граѓаните. Во вториот круг бараме поддршка од сите граѓани и од сите гласачи, без оглед за кого гласале во првиот круг. Ги повикуваме и сите кандидати што не поминаа во вториот круг и нивните поддржувачи да се приклучат во оваа борба, практично поддршка за овие вредносни политики. Во општините каде што СДСМ нема кандидат во вториот круг, сакам да бидам многу јасен. Ние нема да навлегуваме, ниту навлеговме во калкулации или во некакви заткулисни договори. Секој граѓанин, секој член, секој симпатизер има целосно право да одлучи согласно сопственото убедување, според тоа кој кандидат носи вредности блиски до социјалдемократската идеја. Филипче тврди дека за вториот круг нема формална соработка со ниту една партија, вклучително ниту со Левица, за кои деновиве се шпекулираше дека се работуваат. За објавената фотографија на нивната кандидатка која не помина во првиот круг во општина Карпош, Маја Мојсова, со кандидатот на ВМРО ДПМН, пошто и од партијата веднаш реагираа со соопштение дека ќе побараат објаснување од неа. Сега вели дека била резултат на политичко неискуство. Негира дека со ова му даваат поддршка на Сотир Лукровски. Разговарав и со Маја во текот на денот. Ќе се видиме, она напиша и еден пост, тоа го препишувам на политичко неискуство, но јасно, децидно кажувам дека нема никаков договор за поддршка на кандидат на ВМРО ДПМН во Карпош. Впрочем, тоа беше еден од кандидатите против кои ние се боревме во првиот круг. Ми се јави и мене голем број на членови, на симпатизери и еве сега сакам јасно да упатам таа порака. Прашуваа дали станува збор за некаков скриен договор. Не, апсолутно не станува збор за никаква таква работа. Фотографијата предизвика бројни реакции на социјалните мрежи, пошто се обрати и Мојсова со потсетување на домашното воспитување. Од она што сме отруени со негативна енергија и препукување, сите забораваат на основните цивилизацијски и демократски принципи. Мала е земјата и сите се познаваме и среќаваме насекаде. Не е лошо да се потсетиме на домашно воспитување. Филипче обвини дека се соочени со притисоци, заплашување и злоупотреба на институциите. Според него не само кандидатите, туку и членовите на нивните тимови и штабови биле цел на притисоци од страна на полицијата, единицата за брзо распоредување и од УЈП.